Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Основниот буџет на општина Охрид за 2023 година тежок 10,5 милиони евра. Градските советници одлучија вработени од Нискоградба ќе бидат префрлени во просторите во комплексот на касарна и покрај револтот на локалниот младински совет. Голем интерес побуди манифестацијата Купувај локално. Стручката болница оптимално функционира и покрај енергетската криза и долговите. Патен охридјанец во незаконит риболов. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме студено утро со појава на умерен мраз. Во текот на денот преовладуваше претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со максимални 9 степени Целзиусови. Во вечерните часови во текот на ноќта, четврток кон петок, претежно ведро време со локална облачност и студено. Во петок во западна, северозападна, централна и северна Европа ќе преовладува умерено облачно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветар. На Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров претежно сончево време со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со пораст на дневните температури. Во крајните северни предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 7 до 13 степени. Во Македонија во петок по котлините ќе имаме појава на слаба магла. По студеното утро сутрински температури кои што ќе се движат во интервал од -5 до 1 степен. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе достигнат до 7, односно до 13 степени. Во Охрид во петок по студеното утро и температура од 0 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 10 степени. Во сабота во Охрид умерено облачно време со сончеви периоди и топло. Минималната температура од 2 степени додека пак дневната ќе достигне до 10. Во недела и понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност, минималната температура од 3, односно 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12, односно до 10 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Данкат, ваш партнер, село Мистришево, Струга. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Витаминка. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Витаминка. Кебапчилница Вкусно, едно од омилените места на странските туристи во Охрид. Вкусете ја најдобрата скара на жар во старата чаршија. Организираме фамилиарни веселби по поволни цени. Filizoj maloj mome, izlezi na penđereto. Вкусно!
добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Буџетот на општина Охрид за 2023 година тежок околу 640 милиони денари или 10,5 милиони евра. За позицијата во градскиот совет тој е развоен и реален, а според опозицијата има намалување во однос на нацрт верзијата, граѓаните и во 2023 не можат да очекуваат реализација на поголемите ветени проекти. Советот на општина Охрид го усвои буџетот за 2023 година, проектиран на околу 640 милиони денари или околу 10,5 милиони евра основен буџет. Според позицијата во Советот, тој е развоен и реален буџет со поддршка од граѓаните и обезбедува економска стабилност. Координаторот на политичката група на ВМРО ДПМН Перчо Божиновски истакна дека општина Охрид за прв пат го креираше буџетот транспарентно заедно со граѓаните на отворени денови. Божиновски стави акцент на програмата за култура, со која Охрид ќе има меѓународна промоција, а таа опфаќа издаваштво на книги, прв Охридски џез фестивал и промоција на театарската уметност меѓу младите, сликање на мурали на истакнати охридски дејци и патека на заслужни граѓани за Охрид. Повеќе средства за програмата за спорт и рекреација, преземање на организацијата на Охридскиот маратон и нов фестивал на водени спортови. Од програмата за уредување градежно земјиште, советникот ги издвои проектите за реконструкција на Ѓорче Петров, Ариф Мустафа во населбата Гоце Делчев, краците на улицата Ристо Чадо, реконструкција на дел од улиците Сатеска, Мирче Ацев, Марко Цепенков, атмосферска канализација на 7 ноември и Петрино и улична патна мрежа во руралните средини. Буџетот за следната 2023 година е со повисоки средства и с големен акцент на културата, образование и детски градинки, млади и невладени организации, туризам, спорт, уредување на градежно земјиште, изградба и реконструкција на улици и патишта, на пречистителни станици и колектори, јавната чистота, паркови и зеленило. Овој буџет, како што кажав, е развоен, реален, со поддршка на граѓаните и буџет кој обезбедува економска стабилност, реален буџет креиран од народот за народот, заснован на реалната моќност на општината. Координаторката на советничката група на СДСМ пак Живка Ангеловска кажа дека отворените денови кои имаат цел да обезбедат поголемо учество на граѓаните во креирањето на буџетот биле добро замислени, но не ги дале очекувањата. Во предлог програмите во споредба со нацрт верзиите нема ниту една нова активност која произлегла од тие средби со граѓаните, посочи Ангеловска. Изнесе забелешки дека има намалување во програмите за јавна чистота, паркови и зеленило, програмата за изградба на сообраќајна сигнализација, во програмата за капитални инвестиции во образованието. Истото се однесува и за капитални инвестиции во детските градинки. Поголемите зафати и проекти се одложуваат, а одредени програми се носат колку да ги има, но не за да се реализираат, кажа советничката. Во програмата за уредување на градежно земјиште, износот е намален за околу 22 милиони денари, меѓутоа сите активности кои што се предвидени во нацртот остана и ги разгледуваме и сега, што е секако дека е задоволително. Во изградба на системи за водоснабдување, ние имаме сега само еден збирен износ. Мислам дека тој збирен износ беше 4,5 милиони денари. Без да бидат наведени локации, улици, каде ќе се изведуваат активности. И дилемата е најмногу во тој дел, дали овие проекти имаме сериозна намена да ги реализираме, затоа што кога ќе фалат милион и 500 илјади денари од првично проектираните, нормално е и природно е да се дојде до заклучок дали овие проекти се планира сериозно да бидат реализирани или можеби повторно со ребаланси одделни проекти од нив, еден по еден, ќе бидат отстранувани во текот на годината. Кратењата на средствата од нацрт програмите се должи на намалување на буџетот од 32 милиони денари од страна на Министерството за финансии, како и средства кои општината ќе треба да ги плаќа за долги камати кон УЈП поради неплатен данок од јавното претпријатие Билјанин извори, кажа председателот на Совет Сашо Донев. Целта е да се блокира општина Охрид и целта е да сите оние средства кои што реално ни се овозможени да ги инвестираме во капитални инвестиции, да ни ја блокираат сметката која што веќе од УЈП е блокирана и да ни ги извршуваат парите кои што ќе легнат на сметка.
и ние сме приморани како основач на тоа јавно претпријатие да потпишиме договор за исплаќање на рати и општината ќе ја чинат околу 200.000 евра годишно. Не ми е јасно како тоа 4 години никој од УЈП не му текнало дека треба да ја блокира сметката на општина Охрид, туку чекале 600.000 евра да се направи главен долг со камата, за да ја блокираат токму после промена на власта. Долгот кон УЈП не е настанат само во изминатите 4 години, дел е наследен и зголемуван. Вие сте на власт и граѓаните бараат реализација на ветувањата затоа што со програма сте добиле доверба, реплицираше Ангелоска. А верувајте, во 2017 година ситуацијата не да не беше иста, туку беше уште полош. Во одредени јавни претпријатија, ајде да не одам, пошто не сакам, затоа што претходно други директори биле, нема да посочам, имаше јавни претпријатија каде што 3-4 месеци немаја ни здравствено осигурување, немаја ни плати. Меѓутоа, тогашниот градоначалник не сакаше воопшто да дава коментари во однос на тоа прашање, него неговиот став беше дека ние се нафативме, сега е тој наш проблем. И не ви дозволам да поговорници каква е ситуација. Однос на нацртот, зошто ги кратите капиталните инвестиции? Имате и манифестации, имате фестивали, имате трансфери. Донев кажа дека советниците ќе добијат стручен наод за тоа кој колку данок платил од 2012 до 2022 и додаде дека очекува институциите да лоцираат одговорност. Инаку советничката група на СДСМ и коалицијата поднесе 8 амандмани на буџетот, претежно на програмата за уредување градежно земјиште. Прифатен беше само еден во програмата за социјална заштита во делот активности да се додаде доделување еднократна парична помош на семејства со дете со тешка попреченост во школска возраст, а кој не е корисник на стипендија од општината и за таа намена да се издвојат средства од 300.000 денари. Вработени од јавното претпријатие Нискоградба од Охрид ќе бидат префрлени и ќе работат во комплексот Касарна. Градскиот совет денеска ја изгласа одлуката за времено отстапување на простории на претпријатието во единствената функционална зграда во Касарна и покрај реакциите и ставот на младинските организации дека ваквата одлука ќе го наруши концептот и визијата за комплексот. Дел од администрацијата на јавното претпријатие Нискоградба од Охрид ќе биде префрлена во просториите на комплексот Касарна. Советниците со 13 гласови за, 5 воздржани и ниту еден против ја изгласаа одлуката за времено отстапување на простории на претпријатието Нискоградба на вториот кат во единствената функционална зграда во Касарната. Зградата е дел од просторот кој според најавите на локалната власт треба да прерасне во технолошка и рекреативна зона, центар за развој, иновации и место за креативно творење и младинско изразување. Бојан Михајловски, советник на СДСМ, на почетокот на седницата побара повлекување на точката од дневен ред со цел оставање простор за понатамошно пронаоѓање заедничко решение во кое ќе партиципираат сите засегнати страни, меѓу кои младите. Касарната како објект односно како развоен план е планирано тука да биде центар за млади луѓе, развој и иновации, место за младите каде што ќе имаат свое катче. И мислам дека сите млади стоиме за таа мисла дека тој простор треба да биде наменет строго за младите, за нивно формално, неформално образование, како и останати општествени и културни дејствија. И се надевам и барам од мнозинската група во Советот на општина Охрид оваа точка да ја повлечиме од овој совет, па наредно да седниме пак сите заедно и да најдеме едно решение кое ќе биде достапно за сите и кое ќе биде добро, не само да и направиме некој избрзан потек, кај што заедно ќе се измешаат младите, заедно со администрацијата, каде што младите не ќе можат да ги вршат своите проби, своите работи што ги прават тамо, за разлика од сега. Александар Китески, секретар на општина Охрид, кажа дека пренесувањето на административците во Касарната е единствено решение во овој момент со кое се решаваат проблеми кои со години наназад биле запоставувани. Станува збор за одлука за времено решавање односно за времено користење на тие простори од страна на администрацијата од јавното претпријатие Нискоградба. Таа е дадена на период од 5 години, меѓутоа ставена и одредба со која што се кажува дека истата може да биде прекината, истиот тој договор може да биде прекинат и претходно.
Значи, нашата цел е во овај како локална самоуправа, во овој мандат на градоначалникот Пецаков да обезбедиме зграда каде што ќе биде сместена целокупната администрација од сите јавни предпријатија, но тоа нема да биде објектот каде што сега ја сместуваме администрацијата од Нискоградба. Живка Ангеловска, советничка на СДСМ, кажа дека треба да се почека и да се земе предвид студијата за технолошко-рекреативен развој на просторот на касарната, која е во тек на изработка. Немам сомнеш дека треба да се искористат просториите, меѓутоа и оваа студија што се прави за технолошко-рекреативен развој, и ако ние целосно ги потполниме просторот, тогаш јас разбирам дека е за поголема површина таа студија, не е само за таа зграда, меѓутоа во тој случај дали имаме ние цел и причина да се носи таа студија. Ние сме за младите, иднината за младите да учествуваат во општествените политики. И меѓутоа очигледно цело време претежно така декларативно и едноставно како една добар начин на изразување, или кога ќе сакаме нели да се прикажеме на некој посебен начин и блиски, тогаш тие флоскули ќе ги користиме. Ова беше ситуација, без разлика дали нивното барање е оправдано или не е оправдано, ќе беше добро да ја повлечиме како точка од дневен ред и за недела, две, еден месец, нели повторно да дојде. За оваа предлог одлука имаше негодување од страна на локалниот младински совет и Собранието на млади. Тие претходно организираа средба на која присуствуваа и дискутираа представници на младински организации, представници од секторот за млади и невладини организации и само 5 градски советници, иако беше поканет градскиот совет и градоначалник. Од средбата произлезе заклучок дека просторот касарна треба да се развива во насока на подобрување на социјалниот, економскиот, забавниот и културниот живот на младите, а до општината беше доставено известување со кое се бара одложување на конкретната точка на дневниот ред. Да се зачува традицијата која не е величење на пепелта, туку одржување на огнот, е пораката од Купувај локално. Настанот е во рамки на проектот на локалната самоуправа, а го организираше студентското собрание при Факултетот за туризам и угостителство. Манифестацијата која се одржа во факултетот најде на голем одзив кај локалните производители, кои се борат да ги зачуваат традиционалните производи, но и кај граѓаните. Изработувачите и чувари на домашните и традиционални производи и сувенири ги изложија своите производи на манифестацијата Купувај локално. Настанот е во рамки на проектот на локалната самоуправа, а е во организација на студентското собрание при Факултетот за туризам и угостителство и поддржан од организацијата Slow Food. На едно место беа собрани над 30 на производители на храна, сувенири и рачни изработки од Охрид, Струга и Вевчани. Градоначалникот Кирил Пецаков на свеченото отварање на манифестацијата најави понатамошна поддршка на настанот. Овој фестивал во иднина го гледам како уште еден настан кој ќе привлекува туристи, а Охрид ќе го промовира како туристичка дестинација која покрај другите содржини ќе понуди традиционална охридска храна и специјалитети карактеристични за овој регион. Професорката Ангела Пасквале од Факултетот за туризам и председател на конвивиумот Slow Food Македонија истакна дека целта е да се поддржи локалното производство, преку кое ќе се зајакне локалната економија и ќе се спречи загадување на животната средина. Интенција е манифестацијата да прерасне во предновогодишен саем на некој од плоштадите низ градот, каде што туристите ќе ги посетуваат штандовите со наши локални производи, најави Пасквале. Ќе направам многу напори за ова да прерасне на вистина во еден поголем фестивал, каде што и оние денеска кои што беа колебливи и кои не дојдоа, бидејќи знаете дека тие многу често сметат дека ова нема да успее. Разочарани се, меѓутоа ние ќе направиме милион опити затоа што верувајте немаме сирење, немаме производство на сирење. Во овој недостиг на храна, Македонија увезува храна, мора да ги потекнуваме младите и да ги учат занаетите и да научат одредени традиционални начини на производство кои што ќе продолжиме, затоа што како што велиме традицијата не е величење на пепелта, таа е одржување на огнот. На денешната манифестација меѓу 30-тината производители беше присутна и 82 годишна
домашната Љубица Лешовска од Вевчани. Таа ги презентираше своите традиционално рачно изработени делови од народни носии кои се во изумирање. Баба Љубица е последната ткајачка во регионот пред чии очи се гаси нашата традиција на ткаење, везење и плетење. Одамна се разделила од разбојот кој го подарила во Струшкиот музеј, тагува што нема работилници и интерес кај младите за да го пренесе знаењето стекнато во раното детство, а наследено од незината баба Деспина. Немаше ништо и немат нешто што не знам да направам. И плетење, и ткаење, и шиење, и везење. Во везилка сум, ми е жал. И да ви кажа искрено, земја не ќе ме јади. Кој ќе умра, земја нема да ме јади за ова носија. Во организација на манифестацијата Купувај локално се вклучија и студентите од Факултетот за туризам и угостителство. Игор Пешевски од студентското собрание при ФТУ кажа дека се надева настанот да прерасне во традиција со повеќе штандови. Локалните производители и постарите ќе придонесат да ги пренесат кај младите и студентите вештините да се зачуваат традицијата која ќе се шири и по која ќе бидеме препознатливи насекаде во светот, вели Пешевски. Тоа е тежок и трнлив патот за да ги натераме производителите да дојдат и да се представат самите, бидејќи јасно ни и свесни сме дека и тие побурат со работна сила и потребно е да бидат присутни на своите дали ниви, дали своји работилници кои ги имаат за производство на рачни изработки. Но јас сум прилично изненаден што денес имаме голем одзив. Сите одвоија дел од своето време за да се представат, а се надевам дека и останатите кои денеска не се присутни, во наредните прилики ќе дојдат и ќе се представат. Тешко е да ги собериме, тешко е да ги најдиме сите, но со регистарот кој е направен веќе, кој постои, е многу полесно да менаџираме со самите производители кои работат локално. На штандовите можеа да се видат најразлични производи изготвени од редните раце на локалните производители. Изложено беше вистинско богатство од вкусови на домашен печен леп и традиционалните стенини, мет и медни производи, разни видови традиционални сладка и колачи, вино, намази, зеленчуци. Изложени беа и охридски бисери, накит, но и сувенири и украсни предмети изработени од различни материјали и техники. Струшката болница и покрај милионските долгови непречено функционира. Изминатата година зголемен е бројот на пациенти, оперативни зафати и интервенции на сите оддели. Од менаџментот велат се штеди електрична и топлинска енергија и се враќаат долгови. И покрај долгот од над 3 милиони евра, нема застој во работењето на Струшката болница. Сметките на јавната здравствена установа се блокирани. Против неа се водат судски спорови за наплата на долгови, но болницата и натаму ги нуди сите здравствени услуги за пациентите, а со тековното работење се намалуваат и долговите. Изминатава година се бележи зголемен број на пациенти, оперативни зафати и интервенции на сите оддели. Да имаме период кога што би имале и потешкоти, но во координација и со Министерството за здравство, но и со Фондот за здравствено осигурување во Република Северна Македонија, имаме непречено, стабилно функционирање. Менаџментот воведе сет на препораки за штедење на електрична и топлинска енергија, со што се бележи заштеда од 20 до 30%. Формирано е работна група и така според анализите во овој аспект на заштеда од месеците од ланскиот период и годинава, можам да кажам дека сме успешни и дека и до 20% заштеда на киловати трошење и некои месеци, за месец септември имаме и околу 26-7% заштеда на трошење на киловати во споредба со минатава година. Услугите на болницата во Струга ги користат над 100.000 пациенти од регионот. Струга, Вевчани, Охрид и Дебар. Вчера околу 17 часот и 30 минути кај каналот Студенчишта во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид при незаконит риболов со рибарска мрежа затекнале 35 годишен охриѓанец. При тоа пронајдена и одземена рибарска мрежа во должина од 20 метри и 120 парчиња уловена риба плашица.
За настанот запознаен е јавен обвинител и надлежниот инспекторат за водостопанство. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава согласно Законот за рибарство и аквакултура, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение вестите од светот. Посетата на украинскиот председател Володомир Зеленски на САД се очекуваше со нетрпение. Тој не ја напушти својата земја уште од почетокот на војната на 24 февруари. По состанокот со американскиот председател Џо Бајден во Белата куќа, Зеленски одржа и говор во американскиот конгрес на заедничка седница на Сенатот Претставничкиот дом. Аплаузот по влегувањето на Зеленски во конгресната сала траеше повеќе минути. Пратениците и сенаторите го дочекаа со овации. Длабоко трогнат, украинскиот председател стоеше на говорницата во маслинесто зелен воен джемпер и панталони, потоа одржа речиси половина часовен говор кој повеќе пати беше прекинуван со аплаузи. Покрај сите неприлики и сценарија за судниот ден, Украина не падна, рече Зеленски. Украина е жива и здрава. На состанокот претходно одржан во Белата куќа, американскиот председател му вети на Зеленски нова војна помош за Украина во износ од 1,8 милијарди американски долари. Во тоа спаѓа и испораката на системот за противвоздушна одбрана Патриот, кој Зеленски го бараше со месеци. Патриот може да неутрализира авиони или проектили и на голема оддалеченост се смета дека украинските војници за користење на овој систем веројатно ќе бидат обучени на американскиот воен полигон во Графенвер, Баварија. Рускиот амбасадор во САД Анатолиј Антонов пак ја коментираше посетата на украинскиот председател Володомир Зеленски во Вашингтон. Рече дека провокативните акции на САД неизбежно ќе доведат до ескалација чии последици не можат ниту да се замислат. И покрај нашите предупредувања, системот за противвоздушна одбрана Патриот ќе биде испратен во Киев. Сепак, земјата нема експерти да работат со нив, дали тие ќе бидат американски специјалисти или државјани на друга земја на НАТО. Не разбираат дека нашата армија систематски го уништува западното оружје. Мислам дека сите совршено разбираат каква судбина може да ги чека оние што ги исполнуваат овие комплекси на територијата на Украина, рече Антонов, пренесе агенцијата ТАСС. Антонов посочи дека Русија постојано апелира за употреба на, како што рече, здрав разум на сите нивоа. Антонов нагласи дека американската администрација фрла големи ресурси и можности на лудата идеја за победа над русите на бојното поле. Болниците во Шангај им препорачаа на нивниот персонал да се подготват за трагична битка со COVID-19, бидејќи очекува половина од 25 милиони луѓе во градот да се заразат до крајот на годината, додека вирусот се шири во Кина. По широките протести, немилосрдниот пораст на случаите, Кина овој месец презеде ненадејна промена во политиките и почна да го укинува својот нулта ковид режим, кој им нанесе голема финансиска и психолошка штета на нејзините 1,4 милијарди луѓе. Сепак, официјалниот број на смртни случаи во Кина од почетокот на пандемијата пред 3 години изнесува 5241 лице. Големата зимска бура која ќе ги погоди САД оваа недела би можела да им го донесе на делови од земјата и најстудениот божик во последните 40 години, велат метеоролозите. Повеќе од 90 милиони луѓе во 37 држави во САД се под предупредување за зимско време, дури Флорида, сончевата држава, се прогнозира дека ќе го доживее најстудениот божик во последните 30 години. Националната метеоролошка служба објави дека до крајот на оваа недела во некои делови од земјата можни се температури и до минус 45 целзиусови степени. Снежните услови за мрзнатите коловози се очекува да предизвикаат сообраќаен хаос викендов. Стотици летови од Денвер и Чикаго се откажани, а Чикаго е предупреден да се подготви за обилни снежни врнежи од денес, кои ќе бидат придружени со налети од ветар до 80 км на час. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата, пријатно.